Здраво, Лука, како си? Здраво, Теодора, добро сум, добро ве најдов. Патуваше долга релација, уствари патуваше од Бостон, не така одамна. Таму отиде лани, кога почнува годината академска во Америка, во октомври или во септември? Како се они со датумите? Праксата не е како на европските универзитети, значи не почнуваме со академската година во октомври. Реално да зборуваме, предавањата почнуваат почеток на септември, 2, 3, така некако, но бидејќи лани бев бруцош, имаше различни ориентацијски активности, како што тие ги нарекуваат, односно запознавање со факултетот, некои задолжителни модули, презентација на новиот систем, така што требаше да заминам 2 недели порано, па бев во Бостон на 23 август. Како еден македонец тука од кај нас, знаејќи дека ние немаме EU пасош, е многу потешко од тука да се аплицира на по големи престижни факултети, завршува на Хардвард. Како е тој целиот пат за да некој од далеку може да се запиши да студира на еден таков факултет? Пасошот од земја на Европска Унија помага за нашите студенти кои што би студирале во Европа, бидејќи пониска е школарината, имаат привилегии и права како да се граѓани на таа земја. Американското искуство е секако различно, меѓутоа сметам дека се поважни образовните квалификации. Јас имав таа среќа своето средно образование да го завршам со дипломата од меѓународната матура, која што е секаде признаена и е многу полесно за канцеларијата на прием на студенти од американските факултети, оценките од меѓународната матура, од така наречената IB, да ги претворат во нивниот систем и реално јасно им е веќе на нив за каков профил на апликант станува збор. Од аспект на како се стигнува до таму, би рекол дека пред се со многу работа и со посветеност, за разлика од нашите, од македонските универзитети и од европските универзитети, мноштвото од американските универзитети предпочитаат холистички пристап на примање на кандидати. Тоа значи дека не се земаат предвид само оценките на еден апликант или апликантка, туку во игра влегуваат. Се разбира оценките и академскиот профил, меѓутоа и во наставните активности, личниот ангажман, препораките од професорите, волонтерската работа, добротворната работа, карактерот. Есеите пишуваше есеите, да. Тоа само на филм го имам видено. Се вреднува и тоа, нели се оценува есеот што треба да го напишеш? Есеот е клучен. Огромен дел од факултетите во Америка всушност се на една апликацијска платформа. Чекај, есеот е нешто како кавер летер, нешто каде што ти се представуваш зошто сакаш да си дел од тој факултет? Тоа е интересната работа. Во британскиот модел, да. Есеот во Британија всушност е академски, се објаснува. Какви надпреварувања има ученикот учествувано, како CV, меѓутоа е втемелен во академскиот профил на ученикот. Кои вештини ги поседува, кои знаења ги има, како сака да ги надгради на тој и тој универзитет. Кој е бирократско. Бирократско и академско. Во САД слободата е многу поголема и всушност есеот треба да раскаже лична приказна за секој апликант. Воопшто не е академски, воопшто не објаснува за познавањата и вештините на кандидатот од таа гледна точка, туку всушност има многу теми понудено, па дури и слободна тема ако некој не се пронаоѓа во другите, и се создава една лична приказна да се покаже карактер. Може да биде семејна приказна раскажувана од една во друга генерација, може да биде објаснување на некој животен предизвик и како кандидатот тоа го надминал, може да биде приказна за некоја тегоба, може да биде како апликантката е доживеала својата омилена книга, да кажеме. Слободата е огромна, меѓутоа тоа се всушност треба повеќе да личи на приказна одошто на cover letter, на пропратно А тебе писмо. дали ти беше тешко? Те прашувам затоа што сега јас на еден серијал што го работам, треба да подготвам пич. И колку што разговарав со луѓе што се од индустријата филмска, што работат во документарци, мои колеги,
кажуваат дека, например, американците и во многу други училишта низ Европа, ама претежно американците, тоа го учат и во училиште, односно тоа што вие во тој есеј треба да го напишете е на некој начин како и да звучи дека ти треба да знаеш како да се продадеш, односно треба да се презентираш и тоа некој да го купи за да те прими тебе. Дали имаш ти пракса додека си студирал во средно или си одел на некои обуки, затоа што претпоставувам дека и за тоа некогаш има како треба да биде напишано. Американците од мали учат да пишуваат такви есеи. Јас би кажал две работи. Дефинитивно не сум посетувал некои обуки за пишување на тоа есеј или да сме работеле во средно. Или во школа, да. Не сме работеле токму на тој формат на пишување на такви есеи, но нели, Соединетите американски држави се огромна земја, нешто повеќе од 300 милиони жители, башка и меѓународните студенти како мене што аплицираат на тие факултети. Зошто не можат факултетите да направат таа диференцијација кого ќе примат, а кого не, бидејќи нели располагаат со ограничени места и по број на легла и по простории во училниците и библиотеки. Огромен е тој систем за поддршка на еден студент. Имаат поголемиот дел од кандидатите имаат совршени оценки за нашите слушатели 5.00 просек над превари, супер резултат на сите тестови и како ќе ја направа таа диференцијација токму во есејот, тоа ти што го кажа, да знае човек како да се продаде себе си, токму преку есеите ако се раскаже доволно интересна приказна што е уникатна за тебе како личност. Што ќе го направи апликантот да биде различен од сите други илјадници кои што имаат исти оценки како него, исти активности, исти резултати, што го прави различен? Тие веројатно го бараат тоа преку есејот. Тоа е едната работа, а втората работа за пичот, јас тоа никогаш не научив да го направам или да го напишам, како човек што навистина сака и долго да зборува, на долго и на широко. Тоа кога ќе ме огранича да објаснам нешто во 50 зборови или во 3 реченици или дека ќе имам 15 секунди да презентирам некоја моја идеја, одма ме одвраќа. Морам да признам, американците се подобри во тоа, веројатно поради тој социјален тренинг, меѓутоа јас некако не се давам и аплицирав на Харвард. Ова не беше пресудна причина, меѓутоа во апликацијата всушност има еден есеј кој што се праќа до сите универзитети каде што некој аплицирал, нели тоа го кажав, имаат иста платформа. Така, ти на колку аплицираше? Во САД чина беа 3. Другите беа во Велика Британија и во Канада. Не се еден есеј од сите универзитети, меѓутоа секој универзитет па си има свој специфичен сет на прашања што се однесуваат само на него. Тоа е вториот дел од апликацијата и всушност таму има нешто што го нарекуваат суплементарен есеј, дополнителен есеј. Што значи тоа? Се разликува од универзитет во универзитет од универзитет. Си има секој правила свој што бара да се напише. Например, Јел и Принстон, се сеќавам јас кога аплицирав 2022 веќе есента, тие има баш такви pitches. Има еден есеј од 15 збора, друг есеј од 50 збора, одговорите на ова прашање со 35 зборови, јас ова не го правам, додека Харвард дури за нивниот суплементарен есеј немаше ни ограничување на бројот на зборови, само советување да биде од 1 до 1,5 страница, сепак да не биде нешто предолго, меѓутоа темата беше сосема слободна. И тоа ме привлече дополнително, бидејќи ми даде шанса да си бидам послободен во аплицирањето и во пренесувањето на тоа каква личност сум јас. Не сакам некој да ми каже мора 15 зборови да бидат. Да, не мора. Што пишуваш или не ти се зборува за тоа? Па можам вака таксографски да објаснам да не сепак да не бидеме и досадни за слушателите. Да, ма што те истакна тебе бидејќи тие работи се пресудни. Суплементарниот есеј, дополнителниот, така. така. Дополнителниот да бидеме и јазично точни. И развирливи, различна публика гледа. Дополнителниот есеј, се сеќавам едно од понудените прашања, од понудените теми беше поврзано со слоганот, со мотото на Харвард како институција, тоа е Veritas. Тоа е латинскиот збор за вистина и всушност беше да објаснам ситуација од мојот живот каде што сум преиспитал дали сум ја кажувал вистината или не,
етичките норми, колку етички сум се однесувал во една таква ситуација и всушност одлучив да пишувам кога да не должам во прва година средно имавме еден предмет што се нарекуваше community service, помош на заедницата, каде што секој од нас правеше различни активности, волонтерски, добротворни, за помош на различни профили на луѓе и всушност секоја активност носеше одреден број на поени. Сега и сите тие поени беа објавувани во една споделена датотека, во еден споделен файл, кој што цела генерација можеше да го види како список на луѓе со поените од активностите на Excel направено и некако се случи да се надпреваруваме јас и една моја соученичка кој ќе има повеќе поени. Иако тоа не беше официјален надпревар, секогаш бевме во некоја мртва трка за прво или второ место. И сега еден ден јас го отварам тој список и гледам дека јас сум на прво место и имам 10 поени добени од некоја активност, меѓутоа јас на таа активност не учествував. И погрешка тоа ми даде водство, така. Професорката направила грешка и јас размислував 15 минути што да направам бидејќи беше сладка победата, меѓутоа сепак се решив дека тие поени мене не ми припаѓаат и отидов и кажав на професорката. И тоа беше едно интересно искуство. И дополнително и за волонтирање, нели? Да. Малци тука е неетичкиот момент каде што ќе украдеш бодови и да лажеш дека си волонтирал. Апсолутно. Тоа настанала. Барем јас како ги гледам работите. Настанала грешка, таа грешка беше коригирана на моја тогашна штета, ако гледаме краткорочно, иако од денешна гледна точка тоа е сосема небитно кој имал повеќе поени, меѓутоа ми беше едно потврдување на тоа дека етичките вредности и мојот личен систем на морал е поважен за мене. Поважен за мене од тие поени или од некој надпревар за тоа кој е подобар. И тоа е во некои години каде што тогаш треба да изградиш какви ќе ти бидат принципите на 15 години, каде што нели и неетливи сме, не внимаваме што правиме, лесно можеме да скршнеме од патот, ајде кој да е патот и сега ќе бидат бодови понатака во животот, не можеш да знаеш што тогаш се градиме како личности. Може да биде пари, може да биде работа, може да биде било што, меѓутоа ако нешто не е заслужено, како велат, нели, отугено или украдено проклето. Има една народна изрека и тоа е доста точна за работите нам што не ни припаѓаат. Треба, мислам, како луѓе да се надпреваруваме да бидеме подобри во смисла на добрина, а не подобри во смисла на умешност. Бидејќи и преку активностите што ги имавме во Сојузот на средношколци, имаше една многу убава иницијатива на УКИМ каде што многу студии покажуваат дека младината се почесто се соочува со проблеми со менталното здравје. Сега причините зошто е тоа така е предмет на научна расправа, меѓутоа факт е дека е така и секој би го поставил прашањето како да се справиме со тоа. Сега на УКИМ имаше една прекрасна иницијатива каде што се отвори канцеларија за бесплатно психолошко советување на млади, каде што студенти од поднапредните степени на студии, дали магистранти или докторанти, дали абсолвенти во последните години, служеа како и на колегите, меѓутоа и на средношколците. Па дури чина беа и постарите основци вклучени, кои се некаде таму, нели 14-15 години. И тогаш кажав една работа што така ми остана врежана е чуму му е на човека интелигенција или умешност или вештина, ако таа вештина и таа интелигенција, тој талент не е употребен за да се помогне на другите и на послабите. Да, тоа е, мислам, една многу важна работа. Понатаму ќе те прашам баш за тоа како се снајде, нели, за животот во Америка, но први, нели, стасавме до есеот. Кажи ми, тоа го имаш неколку пати изјавено, ама сега од кога си таму на факултет, немаш, мислам, дека некаде давано изјави или не си бил во медиуми, јас колку што се сеќавам, од која имаш отидено. Вака да зборувам со некого, не си зборувал, вака да зборувам, не. Што точно се запише на Хардвард? Ке зборувам и за средношколскиот, нели, сојуз, веројатно и многу од таму те знаат, па те снема, ама секој кој ќе заврши средно ја предава функцијата, не може вечно да стои таму. Што точно се запише на Хардвард и зошто одбра
во таа насока да студираш. Јас те прашувам како да не знам, затоа што веќе не си Лука од Средношколскиот сојуз. Во Сојузот дури имаме и одредба дека мандатите не траат 2 години на повеќето од функционерите таму, било член на извршен одбор или председател, потпредседател, не е важно. И всушност ако некој е избран во 3-та година, нели завршува средно во 4-та, всушност имаме одредба за предавен престанок на мандатот, што е со оставка, со гласање на доверба, и ако престане да биде средношколец, така што во кој било момент од постоењето на Сојузот, во која било секунда или ден, некој како престанува да биде средношколец, престанува да биде и член. И Сојузот е цело време составен од средношколци, нема никој повозрасен таму, тоа е добро. Вака, американските универзитети имаат еден модел што се нарекува, Харвард е секако еден од нив, што тие го нарекуваат модел на либерални уметности, liberal arts. Тоа е всушност модел на Вилијам Хумболт, на големиот германски научник, и подразбира изложеност на студентот на што е можно повеќе дисциплини. Односно да не биде насочен од самиот почеток на една дисциплина и тесна специализација во неа, туку во текот на додипломските студии да зема и странски јазик, и предмет од природна наука, и предмет од општествени науки, и предмет од хуманистички науки, и така натаму, и така натаму. И всушност, кога се аплицира на универзитет, еве да го земеме УКИМ за пример. Добре. Нели кај нас се аплицира на правен или на финки или на филолошки. Нема аплицирање по факултет или по департмани како што тие ги нарекуваат, туку се аплицира на УКИМ како институција. Се аплицира на Харвард како институција, а не на медицински факултет или на нешто така. И во првата година всушност се нема никој нема објавено, никој се нема одлучено за концентрација или за мејџор, за полето на студирање. Значи учиш општо, учиш повеќе предмети од повеќе области. Секој универзитет има различни политики, колку предмети треба да бидат како и што, меѓутоа треба да бидат од различни дисциплини, барем во првата година, за веќе втора, трета и четврта да може човек целосно да се фокусира на својот меѓор. И што слушаш ти во прва година? Еве да кажеме, во првиот семестар имав предмет правна историја на Америка, имав предмет политика на американското образование, значи едното е историја, другиот е политички науки, третиот предмет ми беше асирологија, односно месопотамиски, еден многу интересен семинар за месопотамиските ритуали, и четвртиот предмет беше математика, калкулус. Овој семестар, сега што заврши пролетниот, повторно имав американска правна историја, имав семинар од класични студии за Селеукидската империја, кога се распаѓа царството на Александар, територијата е поделена на три од неговите генерали. Антигон ја зима Северна Грција, Тракија, дел од денешна Бугарија, нашиот дел од Македонија исто така, Птоломеј го зема Египет, Селеук всушност го зема остатокот. Тоа е едно огромно пространство што се менувало како доаѓали оделе кралевите од таа династија, меѓутоа кога било најголема во својот апогеј, се простирала од денешна Бугарија дел па се до Авганистан. Значи едно огромно пространство, или не знам, од Кавказ доле до денешен Израел. Тоа беше вториот предмет. Понатаму имав еден задолжителен час за академско пишување, како основи на пишување, и германски јазик. Тоа беше четвртиот. Германскиот е задолжителен или ти избираш кој јазик би сакал да го учиш освен тој што мора да се на англиски се? Барањето нивно беше да се слушаат предмети од еден јазик во најмалку 2 семестра, за да се задоволи тој критериум за дипломирање. И јас сакам да продолжам со германскиот до крај. Бидејќи си го учел? И тоа е интересна приказна. Во основно учев француски, во средно една година слушав француски на курс, а 2 години учев германски во средно. Така што логично било некако да го продолжиш. Интересен склоп на предмети што кај нас никогаш не би го
Виделе дека некој би учел историја и во исто време и математика, калкулус да има. И откако овој се наредниот семестар што ни доаѓа, откако ќе се одлучам за историја, повторно никој не ме спречува јас да земам не само предмети од различни факултети на Харвард, туку и од различни институции, пошто правниот факултет е различна институција на некој начин. Медицинскиот исто така. Понатаму имаат па и посебно школа за политички науки на некој повисоко ниво. Всушност имаме право да земам да слушаме и предмети од различните не само факултети во рамките на Харвард коледж, туку и во различните, тие ги нарекуваат школи на Харвардскиот универзитет. Слободата е огромна. Тоа е да кажеме, не знам, студент кај нас направено трета година, слуша 2 предмета на финки во еден свој семестар. Да, кај нас е незамисливо, бидејќи имаме различен модел. Во цела Европа е незамисливо, нели? Да. Тебе ти беше чудно така да учиш? Па, искрено да бидам, ми годи, ми се допаѓа. Чудно е од аспект на тоа дека изборот е преголем. Например, каталогот на предмети, порано пред интернетот ги печатале како книги. Тоа било книга од нешто повеќе од 1000 страници. И сега замислете ако на секоја страница има за еден предмет волку, треба да и да има по 6-7 предмети на страница, тоа се преку 6000 предмети што човек треба да ги разгледа, а може да одбере само 4, максимално 5 во еден семестар да ги слуша. А има само 8. А постои можноста да се предомислиш на сред семестар, па луѓе менуваат предмети? На сред семестар е потешко, меѓутоа во сред студирање и тоа како. И често луѓе си менуваат и концентрација и се. Па тоа од една страна е многу добра работа. Епа, како е поставен системот, се обидувам да пресметам, имаме 4 години, значи 8 семестри. Секој семестар да се 4 предмети слушани, тоа е 8 по 4, 32. Меѓутоа, за да дипломирам со мејџор, со концентрација во историја, ми требаат само 14 предмети од историја, да кажеме. Значи, 1/3 е всушност не е ни пола студирањето, а остатокот е оставен во голем дел на слободен избор. А праксата предпоставувам дека ќе дојде малце подоцна. Во прва година немате толку кај нас што ја викаат практична настава. Нема, како формален дел од студирањето нема практична настава, меѓутоа тоа го забележав кај во Америка, во САД, во американската култура, општо земено има голем притисок продуктивно да се троши времето. И всушност ним летниот распуст, ако е поминат во лежење или во неправење ништо, е како изгубено време. И всушност, за да се аплицира, дали во фирма, дали во некоја институција, дали не знам, во невладена организација, било кој сектор, кој било сектор, апликациите се поднесува крај на јануари, почеток на февруари, рокови да се пратат нели CV-а, биографии, мотивацијски писма, да работи некој преку лето. И всушност факултетот го помага тој процес, сите имаат некаква пракса, меѓутоа од аспект на тоа дека носи кредит или помага со дипломирањето, да се дипломира побрзо, не е така, меѓутоа сите ги добиваат тие искуства. Тоа би беше едно интересно. И е притисокот дека таму мора да се работи цело време. Да. Има ли многу интернационални студенти? Мислам, тоа го знам барем од нели што сум читала и гледала, но Харвард е еден од факултетите во кои има многу интернационални студенти. Не дека во другите универзитети по државиве во Америка нема, ама тука е баш, ајде да кажеме, тепачка и за добивање стипендии, за да се отиде, оние, нели, Ivy League или како и да се каде, каде што не знам колку има интернационални студенти, ама се престиж да бидеш дел од Ivy League на факултет. Се обидувам да се сетам на точната бројка, но кога јас аплицирав, всушност беше забележана втората најниска стапка на прием во историја на универзитетот и беше сигурно беше под 5%. Односно, ако аплицирале збориме за интернационално или воопшто и за американците. Ако аплицирале 100 деца, само
нешто помал 4 запирка нешто биле примени. И секоја година аплицираат илјадници, а генерацијата број околу 1600 А зошто студенти. кој е објаснувањето дека паѓа интересот? Не паѓа интересот, туку расте А, селективноста. расте селективноста, Бидејќи апликациите се повеќе и повеќе, а местата се исти, затоа е процентот помал. Другото што сакав да го кажеме, мојата класа пак е најинтернационална, најмеѓународна во историјата на факултетот, бидејќи 16% од студентите се интернационални, всушност не доаѓаат од Америка. Има од кај нас балканци? Тука морам да ја спомнам Мила Ивановска од Битола, која што досега беше 3-та година, сега ќе биде 4-та, јас ќе бидам 2-та, и всушност на Харвард коледж, на додипломските студии на Харвард, сме само јас и таа од Македонија. Го имавме до предмалку и Александар Лазовски, кој што магистрираше на Harvard Graduate School of Education, тоа е како посебна институција посветена на постдипломски студии од областа на образованието. Балканци има, точниот број не го знам, меѓутоа имаме Јужнословенско друштво на Харвард, како еден ученички клуб, каде што се дружиме и се среќаваме, и можам да кажам дека редовно се појавуваат околу 20 до 25 студенти од земјите од регионот. Најмногу по апсолутна бројка има од Србија, има доста и хрвати, од Босна, има луѓе со босанско потекло, меѓутоа не сум сретнал некој баш од Босна да дојде, како јас всушност, да полета од Босна и да стигне во Бостон. Да, веројатно сашто си имаат преселено родителите за војните и ќе биде, тоа е веројатно најверојатната причина. Има од Словенија, има само еден црногорец на додипломски студии, кој што е мој пријател, колега ми е во мојата генерација. Меѓутоа, тоа се шегувам и велам, има доста и бугари, но се шегувам и кажувам, ако видиме по пер капита, односно по глава на жител, ако пресметаме, мислам дека Македонија е можеби и најдобра, бидејќи колку сме на последниот попис 1.800.000, нешто помалку од 2 милиона, и кога ќе го поделите на нас два, доаѓа поедено на 900.000 жители, така што не сме лоши. Види за пиар, за да се испиарчи што викаат, ние не сме лоши. Сега логично е да има Срби најмногу, бидејќи се најголема држава и многу голема диаспора. Никој нема на Балканов толку луѓе во диаспората што живеат. Немаме ние толку често, еве сега сте вие двајца, ама и по медиумите немаме толку луѓе млади што се успешни, а не активни во моментот во општеството, затоа ми беше битно да дојдеш. Многу повеќе би ми било важно сега да дојдеш отколку кога беше во средношколски сојуз, не дека тогаш не правевте важни работи, но беше на сите медиуми. Да. Уште една работа што имам забележано во Србија е тоа што не поминува утринска емисија или вести или некој прилог каде што младите и успешни луѓе не се промовираат и не се охрабруваат и не се фалат луѓето дека еве наше дете учи некаде. Каков е твојот впечаток веќе од дистанца кога ги гледаш работите, бидејќи ние многу сакаме да кажуваме дека некако понизни да сме над другите народи и држави, кога на вистина во Македонија има многу успешни млади луѓе што успеале надвор од граници или што студираат во моментот. Апсолутно. Размислувам на ова и веројатно тоа што се прославува, нели, од дењето на некого што него не знаеме дека е македонец па студира ваму и таму, по светот создава радост меѓу луѓето, е чувството, нели, на национална гордост. Меѓутоа размислувам, сите земји на Балканот, освен Словенија, горе доле имаат руинирани системи на образование. Често го кажувам тоа, ако некој ги гледаше ако некој сериозно ги гледа и ги разбира последните резултати од ПИСА, таму има 6 нивоа. За да се биде писмен, да се положи испитот, треба да се биде минимум второто ниво 2. Сега секаде во светот
2/3 од учениците тестирани во квалитетните европски земји од ОЕЦД, 2/3 се над ниво 2. Односно не се само елементарно писмени, Да знаат туку да пишуваат развиваат и да и читаат. различни вештини, различно ниво на знаење, ниво на постоење на крај крајева. Меѓутоа, кај нас е сликата превртена како на огледало. И доаѓаме до тоа 2/3 од македонските ученици да се под нивото 2. И сега секој нормален би го поставил прашањето, па зошто не имаме образовен систем? Дали имаме воопшто? Зошто ги праќаме децата да седат цел ден на училиште, ако такви резултати дава? Меѓутоа никој тоа сериозно не го сваќа. И сега во ваква прилика добро е тоа што пред се би кажал обичните луѓе што нели не се на функција, немаат поголема моќ на одлучување освен правото на глас, ги слават и индивидуалните успеси на луѓето од нашата земја, на македонците, но треба да има и поголем слух од властите за да може државата најдобро да го искористи тоа искуство. Да научи како да го подобри својот систем, или пак и за луѓето што се иселени, а нивниот број само расте, нели не се сите од нив отидени во 70-ти да како гастарбајтери, како гастарбајтер, туку всушност имаме и доктори, професори по факултети, успешни бизнисмени, индустријалци, Особено и во луѓе... последниве години се силат и луѓе со добри професии Јасно. што имаат пари. Не сакам никого да потценам, меѓутоа ако гледаме од аспект на државата, тие што се таму финансиски мокни, реално може државата да го искористи нивниот потенцијал за да си помогне самата на себе, да ни помогне на нам тука. А тоа не се случува. И всушност диаспората е не искористен потенцијал, што е оставен така на страна. Да, ние разбравме по медиуми дека жената што го измислила Оземпикот, што сега цел Холивуд слабе со Оземпик, е македонка. За Светлана Мојсов Да. говориме. Да. И сега, да. знаеш, доколку нашата држава имала доволно услови и вложувала во науката, може би Светлана ќе го измислеше Оземпикот во Македонија. Таа колку што јас се сеќавам и живеела и во Белград. Татко и се нема вратено по независноста. И Но еве како пример го дадов, ако не, во науката... Не, сакам да кажам, не мора да биде отаде преку Атлантскиот океан, туку и во една соседна земја, се да не озборуваме, меѓутоа јас гарантирам дека незе никој од државата и се нема јавено да ја праша Сигурно. што прави, а не некако да помогне на државата или државата не ја да ја помогне и да ја вклучи во тие процеси за да го искористи незиниот потенцијал. Како државата да не знае дека постои таа господја и да е сосема заборавена. Имаме милион такви случаи. Се сеќавам на една емисија во еден приватен телевизиски медиум тука, каде што говореше министерката за дигитална трансформација на Словенија, инаку родена Виничанка. Каде што Да, вели имаше дека нашата, после кажувавме наша дека сега е наша, разбираш? А прашуваме дали сме придонеле во тоа таа да стане тоа што е сега. И што сме и дале ние како држава и како општество, за таа тој успех да го постигне, меѓутоа важно е дека се гордееме со неа. Таа во емисијата кажа дека единствените луѓе кои што и се јавиле од Македонија да ја прашаат нешто, биле всушност роднините и пријателите. Што е нормално, што е дека ќе нормално се јават. бидејќи е интимна поврзаност, меѓутоа како професионалец, државата пак ја отвала, едноставно не е грижа за неа, за професорката што го пронашла Оземпикот и за А ред работата е други што луѓе. тоа го зборам во многу епизоди, што ние поради тоа што знаеме какво ни е образованието, знаеме колку е потешко да се дојде до можности, односно да студираш на добар коледж, да работиш некаде по Европа, колку е јас што бев во Прага на помалку од една година, колку документи требаше да средам за да отидам, што Прага е на 2 часа со авион. Ние многу повеќе треба да се мачиме, ајде да го кажам и тоа така, затоа што не почињаме од иста позиција со луѓето од другите земји. Јасно. Може да кажуваме дека не е така и да продаваме нешто сега басни и онакви рилсови кратки кај што викат можеш да успеш, ама ние почнуваме од минус, нешто не сме исто.
Затоа што ева зборував исто со мојот кум што сега работи во Yahoo, што студираше во Филаделфија на MIT, ако не сум грешка, да, живееше во Филаделфија, студираше на MIT. И со него зборувавме тоа дека не за нас балканциве, например, дека има многу луѓе што биле таму исто примени као на research scientist, research student, тоа е веројатно одма после факултетот што истражувачи, што луѓе што се например од Индија, од Непал, од многу понеразвиени сиромашни места од Македонија, каде што кажува дека таму луѓето работат и по 20 часа само бидејќи знаат дека немаат избор да се вратат назад. Така што, па од друга страна, луѓето од земјите како нашите и оние што не се развиени и многу повеќе се трудиме, бидејќи немаме избор. Јас пак би гледам малку пооптимистично на работите и мислам дека таа тешкотија, не дека сакам да ја оправдам, на колективно ниво, меѓутоа на индивидуално ниво мислам па дека ни дава поголема издржливост. Па не, јас го кажам како нешто добро, бидејќи ти знаеш колку си се мачал да стасаш до таму. Значи не било доволно само, нели, знаеме на многу такви факултети. Претпоставувам дека ти ги гледаш богатите деца од филмовите и она што не е само на филмови, односно колку е престиж за некои. Но не е дека и тие не се способни. Не е дека и тие не се способни, ама немаш ти иста појдовна точка со дете на милионер од Америка. Апсолутно, ако не знам во тоа во средното училиште каде што тие деца учеле, ако се изучувал латински, а јас едва сум научил еден странски јазик. Да. Не или немаш исто. пари да се запишеш приватно да учиш уште 3 јазици, немаме исти можности. Да. Не треба да оспоруваме дека тие деца не може да се паметни или трудолюбиви, ама немаме ист старт. Апсолутно се паметни и стартот всушност им овозможу да развијат некои вештини, што за нас ќе треба многу повеќе работа да ги. И нас не дава плюс. Да. Тоа ни дава плюс затоа што да. Како беше тоа имаше нисто народна, мислам што е само за жени, ама јас мислам дека тоа е за сите на Балканот, дека ние од ништо може да направиме проблем, ама од ништо може да направиме и ручек. Да. Со тоа малце што го имаме како народи, ние се снаоѓаме, затоа и кога ќе отидеме во странство сме успешни. Тоа е моето мислење, не знам ти што приметуваш таму со јужнословенскава група. Една интересна обсервација е тоа што сите, освен мене, говорам од додипломците, студираат природни науки. Само јас сум на другата страна од научниот спектар, па сум историја. Кој примената математика, кој математика, кој компјутерски науки, кој биохемија, хемија, кој електротехника. Секад више ако дојдов до тука. Секад више до Америка, ако дојдов, пар ќе учам друго нешто. Па да, јас се зачудив кога прочитав први нешто. Тоа беше интересно. Кога зборувавме, мислам со тебе баш кога пиша дека одиш и кога прочитав дали беше на факултети, не се сеќавам, не знам каде и кој пренесе и викам, зару Америка оди историја. Чудно е, бидејќи нели слушаш отишол некој завршил медицина, не знам што друго, биолози се, хемичари, беше интересно. Тие професии се секако поплатени, да не се лажеме, но не е и дека моите дисциплини се запоставени. И не дека пат можеби не тие тебе се важно парите само што би заработувал не. Од аспект на книгите еве еден интересна анекдота. На Харвард еден од најпознатите класицисти минатиот век бил професор, а тоа е Алфред Лорд. И главното прашање кое што го расправале класицистите тогаш е дали имало шанса Илијадата и Одисејата на Хомер некој да ги научи наизуст и да ги рецитира. Нели за Хомер често пати знаат да кажат бардот, а всушност бардовите како келтска традиција биле луѓе кои што иделе од ресторан, од кафана во кафана или од село во село, од крчма во крчма да пеат епски песни и поеми и всушност така да всадуваат некаква колективна меморија меѓу луѓето. И сега Алфред Лорд го испитува тоа прашање и се случило да го посетува Балканот и наишол на црногорски гуслар, кој што сите тие епови ги испеал наизуст и ги знаел напамет. И всушност
почнале да ги снимаат гуслариве и најголемата колекција на црногорски гусларски песни во светот е во библиотеките на Харвард. Да? Бидејќи е сето тоа собрано таму како архивен материјал или материјал за Они се многу истражување. интересни, И не само то- што ги имале научено, туку као појави се интересни. Меѓутоа, тој пример, звукот. таа анегдота, еве, тој балкански човек кој што свирал и ја пеел таа епска песна, всушност американски класицисти ја искористил за да докаже дека да, Илијадата и Одисејата во сета своја должина некој ги научил наизуст и дека Хомер всушност ги пеел тие песни од место во место. И веројатно тој човек што бил снимен или тие луѓе што биле снимени што се гуслари и не биле прво ни музички образовани, нели, пошто ние сме оделе у филхармонија, тоа се само уки музичари Јасно. луѓе, веројатно и голем дел од нив и биле и неписмени. Да. Меѓутоа, сакам да кажам дека вака и случајно, по пат на околности, пак луѓе од нашите краишта и овој наш простор придонесува за развојот на светот. Меѓутоа и факт е дека причинува интерес за студирање и истражување на светските универзитети. Например, пред некое време имало катедра за учење на бугарски јазик, мислам дека сега веќе ја нема. Дефинитивно има катедра за изучување на албанскиот јазик, за грчкиот веќе и да не говориме, Да, и да. модерен грчки и старогрчки. Имаме исто така и катедра, тие го нарекуваат Bosnian Croatian Serbian или BCS, BCS. Меѓутоа, буквално тој јазик е запишан така со запирки. И јас се уште си го викам српско-хрватски по тој некој систем, бидејќи имплицитно нели се признава колку се всушност тие јазици или тој јазик слични еден на друг. За жал македонска катедра немало. Имавме ние како група овој семестар во февруари чинам средба и со македонски функционери и рековме дека ако државата сака да работи на промоција и афирмација на македонската култура и историја и јазик, меѓутоа и за да помогне во дипломатските битки што ги водиме од политички аспект, потребно е поголемо промовирање на македонската култура. А тоа се прави и преку изучување на јазикот, може финансиски да ја подпомогне отварање на катедри за македонски јазик Макар тоа било по светот. донирање Лекторатите на... треба да се вратат. Знам Да. дека ги праќаат по свет со некои мизерни плати и не може да И на преживеат. многу места и ги лекторите. укинаа веќе. Да. Видејќи имав тука гостин лектор што живеел во Прага многу време и он бил последниот што таму работел, исто знаеме за платите и за какви услови и потоа ги имаат затворено катедрата, не дека нели со образложение дека немало интерес, но нели кога збориме за тоа дали некој не сака или не сака во Советот или кога ние се лутиме, аз тоа го зборам во Македонија, зошто во Србија не знаат македонски луѓето или не разбираат младите генерации македонски толку многу, велам дека можеби треба да престанеме по секоја цена да ги препеваме песните на српски. Еве еден позитивен пример е Дина Јашари, каде што прави пуздер по цела Балкан со турнеи на македонски и е многу почитувана и сакана и тоа е најубавиот начин преку културата и јазикот да не слушне светот веќе кога се залагаме за тоа кој не сака или кој не сака, да помогнеме преку култура да не запознаат луѓето. Влада Урошевиќ во едно свое интервју за Нова Македонија има кажано дека другиот е наше најверно огледало и дека всушност затварањето во себе или преголемиот фокус на тоа што е твое, свое, собствено, може да биде и гробница за еден народ. Така што јас се согласувам со тебе дека треба да работиме и на поголема афирмација на нашиот јазик, на нашата музика, на нашата култура, меѓутоа не треба да се плашиме и од прифаќање на другата, особено ако ни е толку блиска и сродна, бидејќи тоа пак нам ни помага. И изучувањето на јазиците сум забележал дека не само што србите не разбираат македонски, туку дека и како нели доаѓаат помладите генерации кои што не живееле во југословенското време, пак не разбираат српски. Се шегуваме во Америка со тој, нели, бидејќи што им значи на нив и Србија, и Croatian, и Bosnian, сега поново и Монтенегрин, и
професорката таму ми кажува дека еден начин на кој што го промовира, малку шеговито, предметот за што повеќе студенти да го изучуваат, велат, земете еден предмет, а научете 3 јазика за на CV. Да, како што го пишуваме, што збориш босански, црногорски, српски, нели сега бидејќи се одвоени држави многу време. Шала на страна, сметам дека тоа е некој пат по кој што треба да се движиме, да го почитуваме и сакаме своето, да го промовираме повеќе своето, меѓутоа да го почитуваме, сакаме и прифаќаме и туѓото, бидејќи пак тоа не информира нас. Имав една средба со македонец кој што предава историја на друг универзитет, во САД, он пак специализира отоманска историја и ми има кажано всушност дека кога отоманците ги освојувале градовите по Македонија, ги споредува, нивната убавина е споделувале со градовите во Кина. Бидејќи исто и Отоманската империја била една огромна држава по патот на свилата, која што истовремено тргувала, не знам, и со папските држави на запад, меѓутоа и со кинеските империи на исток. И всушност светот е цело време поврзан и многу поповрзан од тоа што ние си го замислуваме. Уште нешто да додадам за промоцијата на македонскиот јазик и култура, например, еден човек што за жал веќе немам прилика да го запознам бидејќи е починат, меѓутоа професорката Вера Стојчевска-Антич ми има за него кажано е Хорас Лунд, кој што бил професор по славистика на Харвард, на мојот универзитет, и во 50-тите е автор на првата граматика на македонски јазик напишана на англиски јазик. Многу слична со граматиката на Конески. Да. Негова е книгата, он ја напишал како граматика, меѓутоа на некој начин е и превод на граматиката на Блаже Конески. Дали македонската држава и пред независноста и по независноста го признала неговото дело, го наградила, му дала орден, го повикала на разговор тука. Не па за тоа ти зборувам, зашто кај нас е убаво. Дали може сега дури и посхумно да го зашто не би можело одликува овој човек или еве да основа лекторат за македонски јазик или институт за македонска култура некаде во странство и по него да го крсти? И убаво кажа тоа што кај нас постои па и како некој страв или ќе се држиме ние до нашето, а за туѓото не интересира, затоа кажав колку има што сакаат да успеат по светот, по Балканот, по секоја цена на српски. Не го кажам тоа повеќе во лоша конотација, туку на некој начин како помирување, зашто за се сме некако или. Да. Екстремно. Екстремно. Или јас сега пеам на српски за да ме разберат. Ќе се асимилирам, ќе се претопам. Или јас на македонски, па што кој ги врти. Да. Зашто? Да. Зошто не би снимале ние во годината 4 филма, како што нели србите, ама да не можеме да се споредуваме со нив веќе главен град на Југославија и како иде понатаму, па нека идат македонски филмови низ цел свет, ќе гледаат луѓе доле со титул, ќе научи некој нешто. Тоа го имавме со сестри од Дина Дума, например. Што заврши на Netflix. Кој што е првиот филм македонски на Netflix. Го имаме Honeyland, кој што е. Да, исто дали си имаш на режисерот што исто така на за овој филм не знам. Дали си имаше краткометражен филм и сега во моментов на HBO исто така има добиено многу награди и тоа е исто режисерот на филмов што беше за во него што се лекуваат луѓе од рак болни со марихуана и сега со него со него се стоиме добро, ќе ме слушне филмот дека му го заборавив името. Како му е името? По заплетот сега ми е познато. Да. Леле името. Така што некако многу се плашиме од промени и убаво е што веќе по новите генерации, вклучувајќи и тебе, се трудите и одите и излегувате надвор од границите, постојат Еразмус програми, бидејќи кога ќе отидеш било каде да живееш, сваќаш колку сме слични, колку е смешно дека ние мислиме дека тука се почне и заврши со нас. Или било која друга земја. Јасно. Бидејќи не завршува и почнува со никој од нас. Морам сега да те прашам, особено бидејќи си од Скопје, да беше од друг град и да студираше дури и во Скопје, не надвор од границите, ќе беше иселен на 18 години од дома. Бидејќи студентите во Скопје најчесто додека студираат живеат дома, дури да работат, скапе животот, живеат дома.
Колку е тешко на 18 или 19, колку и да си имал наполнет и веќе кога си почнал на факултет, да се исели еден млад човек на 18 години, да си се спакува, оди на факултет, значи ти не си на 2 сати возење од дома за ако нешто ти треба да дојде некој од твоите или ти да си дојдеш дома, не е ниста временска зона. Ако тргнам на 25 и ќе стигам на 26 таму. Да, не можеш ли да се чуеш во секое време поради временската зона? Ајде, ти си на источна обала и не е толку страшно. Не беше толку тешко да се навигира, точно. 6 часа е, така 6 часа, да. Не е толку Со страшно. тоа што проблемот доаѓа кога кај мене е вечер, да кажеме по 6 часот, 7 часот попладне, бидејќи тука е веќе нели полнок 1 часот наутро, така што луѓето спијат, меѓутоа другиот дел од денот е. Да. И како ти беше навикнувањето? Таму претпоставувам живееш во како ги вика, студентски во дом, каде студентски што дом, сите всушност мора да живееме во прва година. Да, пробувам да се сетам, нели називи има и тие како се вика. Dorms, dormitories. Dormitories. Како ти беше толку далеку да отпатуваш сам? Не збориме сега, си патувал со авиони претходно, но наеднаш се селиш, не си на 1 сат од дома, ние сметам дека школото не доволно не спрема, па ни општеството ни од дома да бидеме целосно независни на 18 години. Тука имам некако во мене се борат две чувства. Сега едното е, си го поставам и прашањето всушност колку и таму сум спремен за независен живот, бидејќи на пример собата нормално сам си ја чистам со право смукалка и со џогер, меѓутоа тоалетите кои што се во ходникот Што се заеднички? Што се заеднички. 6 луѓе ги делат, така што не е многу, вклучувајќи ме и мене. Еден тоалет на шесторица. Ги чисти, за нивната хина се грижи па служба на самиот студентски дом. Така што еве една обврска е елиминирана. Машина нормално за перање, за чистење алишта, тоа се сам си пуштам, меѓутоа од друга страна пак во кафетериите каде што се јаде доручек, ручек, вечера, на принципот на шведска маса има што и да сака човек да посака да јаде, таму пак си има нели армија луѓе. Не готвиш ти. Армија луѓе кои што тоа го подготвува. Поради стипендијата не плаќам ништо во кафетеријата, значи храната ми е покриена. Исто поради стипендијата покриен ми е престојот во студентскиот дом. Веројатно и книгите не даваш плюс нешто пари. Книгите не се покриени, меѓутоа па нема потреба бидејќи се е доставено онлайн или пак ги има во библиотеката. Так. Не како кај нас се да можеш да купуваш. Ото вие домашниве кукниве обрски не се покриени само машините за чистење алишта и сушарите кои што се да пуштиш $1.50, што и не е некој голем трошок. Јас кога бев на студентска размена, така беше заеднички исто. Доле во подрумот на студентскиот дом и се прашувам колку е всушност со сето ова што го имам и со целој тој систем кој што ме поддржува, сам да го плаќам, сам да го одржувам, сам да си готвам и сето тоа. Да и си го пеглаш не поставам треба. прашањето колку сум независен. Имам и пегла. Да, ама јас бев таму Имам и пегла. многу изненадена Не кога бев пеглат, пред 5 не, години, затоа што немаш ни потреба да пеглаш. Пеглањето е демоде. Да. Ама и не само тоа, не знам дали е тоа до водата или до машините што ги имаат, а лиштата не се туткаат толку многу колку е нас. Ако се поголеми и центрифугата, да. Може би тоа има врска од предел до предел, јас бев горе Норт-Уест, ама јас бев таму зачудена и многу среќена како тоа не треба ништо да пеглам, бидејќи нели ние тука срамота е не пеглам да одиш. Тоа ми се допаѓа кај нас. Пеглањето е мачно, ама е убаво. Дека сме средени. Да. Чекај, мора Мора да да се те пегла прашам човек, сега значи. да не Поубаво е чувството кога ќе се облече пегла на кошува него. Да. кога си среден. Да. Само Добро, и само тоа до е вербата расте. Тоа е индивидуално, нели, на кој што му треба. Мене ми беше Се многу шегувам. интересно. Ние бевме тројца од Македонија тука и бевме на Вашингтон Стейт University. Тоа Значи, беше Сент Луис, Мизури? Не. Вашингтон Значи Стейт, тоа е Вашингтон Стейт. Западна обала. Западна обала. Охо. Значи затоа ти кажува бев Норт-Уест, јас бев ептен горе на запад. Норт-истум јас, да. Да. Тоа со исток и запад ми пак се збунувам таму, бидејќи нели тие се размислуваат од аспект на реката Мисисипи, пошто е источно од неја што е западно и обратно, а кај мене па се е запад бидејќи доаѓам од Европа и која е источна, а која е западна обала, мене ми е се западно таму. И мене ми беше таму на пример шок, бидејќи кај нас
општествено не е ни прифатливо на влечки да се оди до продавница. Пластичните кломпи со дупки. Крокс, како се Крокс. викаат? Кломпа како е, не знам. Јас Пластична на кломпа. овој факултет кај што ние бевме, може би, ајде, пошто не е толку популарен факултет, мада што за медиуми и односи со јавност е многу високо на листата од универзитети точно. во Америка. Точно. Кога зборам во Америка, зборам на целата Америка, пошто не е една држава. И мене ми беше тоа прв шок таму кога отидов, кога луѓето одат скоро по пижами. Не зборам, не коментирам дали е тоа лошо или добро, си знаат зошто така прават. Мене ми беше тоа еден од шоковите кога отидов во Америка. Си ја сакаат Америка. удобноста, тоа е точно. Не е таа европска навика на дотерување за излегување во град или за одење на предавање, за посета на институција, не е толку застапена. И интересно е човек да го обсервира Не тоа. интересен е како феномен, затоа што од друга страна па тоа е едно општество кое важи каде што парите се многу важни. Да, И не ми е јасно како тоа не е во искош со тоа како изгледаш цело време. Да, и целосно и финансискиот статус целосно го одредува пак социјалниот статус, што не е случај во постарите држави. Например, во Велика Британија парите играат улога во диференцирањето на класите, но има и други фактори, како човек говори, како се облекува, во каква куќа живее, дали неговото семејство има свој грб, дали има благородничка титула, колку му е старо презимето, како му е презимето и ред други фактори кои што одлучуваат во која класа ќе припаѓа. Во сад не е така, клучни се финансиите, парите и образованието. До еден степен како да кажем, како медиум, како канал за добивање на тие пари. Да, сега мислам дека последниве години секаде во светот, па таму најмногу, не е ни толку ни важно ни образованието, бидејќи голем дел од луѓето што се милионери и милиардери се тоа што се поради интернет, и таму има јутубери што се страшно богати. Тоа е всушност, нели, не се до еден степен и ние не сме оптеретени од тоа, меѓутоа за разлика од старите европски држави, никогаш Соединетите американски држави ја немале благородничката класа, која што во некои држави обстојува до ден денес. Помлада држава. Мене ми беше интересно кога и затоа финансиите целосно го одредуваат социјалниот статус. Мене ми беше многу интересно, бевме на посета во куќа каде што живеела првата уредничка на Seattle Times. Одлично. И тоа беше многу убаво. Мислам, нели, куќа како може да изгледа. И ни викаат во оваа куќа е родена името, кажуваат се. И ни вика оваа куќа е од 1950 и ние вака ги гледаме. Мислам, види во рета, нели, да си горд со тоа што тоа тебе ти е историја. И ние се зезавме, нели, пошто сме балканци, надвор кога излеговме. Ни викаме, па ние живееме во постари куќи, ни им беше тоа Да. воодушевувачки, како, викам, па нормално е дека ние сме живееле во постари куќи, нас не дека не е историја ништо што е од 50-ти, ама не е далечна историја, се случило пред нема ни 100 години, пред 60-70 години. Прочитав така еден краток напис на интернет и вели разликата меѓу американците и англичаните е тоа што англичаните мислат дека 100 милји, тоа се околу колку 160 километри. 160 километри е долго растојание, долг пат, а американците мислат дека 100 години е долго време. Па да, многу убава паралела. Не ги научив бројките, ти ги знаеш веројатно и на англиски учиш Јас и во милите средно. ги знам поради тоа што се лесни за претварање, А во смисла на килограмиве? должина. Килограмите не многу, иако галон е нели 4 литри, па пола галон ќе дое 2 литра, четврт е 1 литро, така некако се раководам, а меѓутоа Фаренхајтот ме убива. Фаренхајт. Мене тоа не ми е толку тешко. Фаренхајтот мене ме убива, тоа не го Ствари, разбирам. зашто не требало никош рачно да го правам на телефон. Секако можеш да видиш, ама мене тоа со килограмите ми беше шок, бидејќи во една од салите на факултетот, ствари не една од читалните, не има тони такви огромни читалники што има теретана, Што се не знам што све има, и кога се качив на вага и кога видов напред единица, викам нема шанси, како е 100 кила. долго злава имам 100 и нешто кила.
така што Тоа му е околу нешто помалку од пола кило, како доаѓа тоа да, паунд. ама нас не се и кој мислам дека они се единствените што користат. Тоа е најинтересно, тие користат британски систем на мерење. Да. САД и уште една држава, чинам беше некаде во Азија, не ме фаќај здраво за готово, меѓутоа нели метрички систем на мерки каде што се множи или е или е производ или е количник на десетка од една во друга мерка. Наполеон всушност што го прави тој систем, многу поразумен и полесен за користење. А американците користат империјален систем, што е традиционалниот британски, тоа е обичаен. Останато англосаксонците па до денеска. Дури ни британците не го користат. Поради нивното неодамнешно членство до ЕУ, сега имаше некаква иницијатива да го вратат, меѓутоа остануваат на тоа да се користат двата система со некаква преференција за метричкиот систем. Американците се исклучиво на империјалниот. А таму се може со 3, со 12, повторно со 3, со 4. Јас не да можам ништо од тоа да разберам, така што среќа што имаме телефони. Замисли ако некој студирал или живеел таму во ера кај што нема интернет, па треба се да учиш пешки што се вика, сега со интернетот се сноѓаат луѓе. Што ти беше тебе друго шок од Европа, ајде? Ова се ситници, меѓутоа пред еднови стварно беа прилично интересни. Јас бев доволно среќен да имам тетка, на мајка ми прва братовчетка, која што живее на 2 железнички станици од мене. Така што имајќи роднини таму многу ми помогна. И секога пошто ме пречекаа на аеродром и ми помогнаа да се вселам во собата, за да влезам во собата, јас го земам клучот што го добив и го внесувам во кваката, меѓутоа не сака да влезе. И така неколку пати и почнаа да се смеат и всушност покажуваат дека нели ние го внесуваме со клучалката надолу, и всушност во Америка со теорета клучалката треба да биде нагоре, па всушност клучот се врти. Да. Такви Запчето, клучалка како се вика. Тоа од клучот треба да биде нагоре, а не надолу. Тоа беше првиот шок кога не може врата да си отворам. А втората работа е бев излезен со колешка американка, пријателка и што ќе пијам и нешто ми текна да пијам фанта. И нели нашата фанта оренчев, всушност жолта во Европа, ми носат фанта портокалова како помаранџа. Јас не си кажувам, што е волку чудна бојава на фантата? И таа американка навикна тоа, само ме погледна и ништо не кажа. И дури отпосле укапирав што се случило, ствари дека американската фанта не е жолта, тука е портокалова. Исто како што кока-колата таму, мене ми имаше многу чуден вкус и не ми е убава колку во Европа што. Мене пак многу ме потсека на кока-колата од Скопска пивара. Не знам зошто. Во другите европски земји не е иста кока-колата како кај нас, говорам за тие од ДЕО, меѓутоа американската беше многу слична на нашата. Мене ми беше онака, ништо посебно, ама може би затоа што поише пиев ми некои други работи, не доктор Пеперс, нели сите што. Доктор Пеперс не ми се допаѓа. Ни мене не ми се допаѓа. Како се го има кај нас. Почнаа сега години. Го видов години. по продавници. Како ти се свија храна, тајде да видиме прави балканци? Како се навикна Лука на храната во Америка? Нашата е подобра. Иако говецкото подобро го прават од нас, меѓутоа во другите ги тепаме. Јас кога се вратив од Америка, се вратив ослабена, за разлика од моите колеги од другите земји, што многу сакаа да јадат месо и хамбургери и такви работи, што ако сакаш да јадеш месо и junk food во правата земја си, јас никогаш не ми било кеф хамбургер да јадам и месо да нарачам, и јас се вратев ослабена затоа што стварно бев цело време гладна. Нели сме ние за тоа дека јас барем сакам да пробувам различни храни од различни култури, но тука некако или ние премногу сме навикнати на убава храна да јаме. Меѓутоа и тие се навикнати на нивното и всушност нели од мали години кога тоа ќе се всади и ќе се вкорени. За јадењето те прашувам, човек да се навикне, но реков говецкото го прават подобро од нас, меѓутоа за другите работи, јасно на тоа дека ние сме подобри. Мислам, бидејќи нели кога збориме дека еден човек треба да се навикне да живее во друга земја, ти ќе постоиш, ти ќе работиш таму, мислам ќе работиш, ќе учиш сега, ќе студираш многу време. Тоа е еден многу битен дел од се. Како не? И всушност свакаме колку се тие ситници се важни.
Да, јас имав таму колешка од Црна Гора што плачеше за сирењето. Например, дека и фали сирењето од кај нас, затоа што така првата Сирењето и недела... мене фали, ми фали, точно е тоа. Краставицата е слично, меѓутоа патлиџанот не е и шопската е тешко изводлива. Тешко тие изводлив услови? подвиг, да, у тие околности. И да најдеш многу убав леп, јас тоа имав мака да најдам, многу убав леп. Леп да најдам на нашиот што Најсмешно наликува. беше кога купив сордо, како се изговара, што всушност кога ќе го преведеме значи горко тесто во буквална смисла, и јас го пробувам тоа горко тесто и тоа има вкус на најнормален леп. Бидејќи другиот леп што го имаат е благ. всушност благ, шекер. Зошто и е се конзервиран. благо? Се е благо таму. Да, тоа забележав. И Лебот е проблем. лебот е проблем. Али добро е човек да го одвикнат. И нели до пред некое време беше и како луксузно добро кај нас, колку му порасна цената како го прогласија. Многу. Со ДДВ-то. Да, и мене Така и се пошегував првиот семестар кога беше цвеклото прогласено за луксузно. Тој ден за ручек имаше во тоа како делот за Геј, салати, аха. имаше и цвекло. И јас го сликав и го ставив на Facebook и им велам не се секирете, се луксузирам. живеам на висока нога. Мене ми беше исто шок што тоа што си имаат страшно бели заби што личат неприродно. И не се направени вештачки, не знам што има кај американците што си имаат убави заби. Не сум го забележал тоа, искрено. Меѓутоа, таму пак, делумно и кај нас, барем за изгледот на забите, пак е финансискиот, да не речем социјалниот елемент. Викаш дека и таму прават, лепат. Да, дефинитивно. Меѓутоа и нели како функционира осигурувањето, човек може да има здравствено осигурување, меѓутоа нема да има дентално, нема да има забно. Затоа што тоа најскапа. Си Да. ги поправи забите кога се врати, Да. ти беше тоа најбитно. Две работи имав да завршам, возачка дозвола и заби. фризер. И Или заби. фризерот не е толку скап таму. Шишањето? $25. Па добро, као што е се секаде скапо, тоа е веќе Јас, како и тука да се шишаш. Не, кај нас е колку? Барем кај мене во Ѓорче 250, така да. Абе ти остаки $5 на 25. кај нас, да, $5 пак е на разлика. 25. Ама не е разлика као да направиш пломба у Македонија и у Америка. Да. Не е тоа. Јас уште првата недела кога отидов таму, од премногу шеќер, бидејќи имам осетливи непци и заби, Исто и јас. завршив на лекар, на Забар, имав страшни болки. И таму ми предложи ако сакам на Забар да одам, ама не беше тоа ништо за поправање, само ми дадоа апчиња, што не сакаш да знаеш сметката колкава беше, затоа што ми кажаа само дека од шеќерот ми е, што кај нас нели не би ти земал никој пари бидејќи ти е здравственото покриена. И ми дадоа некои апчиња, таму сватив уствари дека сега гледам зашто се луѓето зависни од апчиња. Ми кажаа дека не смеам да пијам алкохол никако. Кај нас тоа не го сваќа никој сериозно кога ќе ти дадат апчиња за болка, дека ти не дале смеш опиоиди. пиво да се напиеш. Па тие беа нешто за болка, нешто како и што и да беа. И јас, бидејќи сум балканка од Македонија, кај нас нели со антибиотици пиеме ракија и алкохол, јас се напив едно пиво и више никогаш во животот, ако ми кажат дека не треба да се пие алкохол со апче, сега дури ни за витамини не би го направила тоа. И јас имав исто забен проблем и бев да ме, како што кажа и ти, неиздржлива болка, и бев да ме види докторот, кој што не направи ништо, него седи проблемот, туку рече мора да пиеш антибиотика, ја антибиотици веќе пиев, што не влијаја тогаш на болката, па ставав мраз таму и ми наплати секако поради тоа. Меѓутоа ми даде и некои лекови, со тоа што ме предупреди да земам само ако болката е неиздржлива, бидејќи биле многу опојни. И мене тоа ме заинтересира, кој што е соапсува до толку нели да предупреди, и сликав, јас не се разбирам од медицината, нема да го кријам, сликав и пратив на еден мој пријател кој што е доктор во Македонија и вели Лука, тебе ти дале трамадол. И мене може нешто такво ми дадоа унесва што бев падната, бидејќи јас на колега од работа, кога работе во телевизија, и го болеше многу раката од повреда физичка, јас му реков, мене ми ги препиша овие апчиња во Америка да не сакаш. И он требаше да биде паметен и да ми каже дека не сака, и тоа беше пред вести, и он мислам дека ќе заспиеше пред телевизор и вика што ми даде. Значи што вака човек висок,
како тебе, што мислам дека ќе се онесвестеше така, да се тоа шокови. И имаат голема криза поради тоа, поради таквото препишување на опиоидите и на опојни опојни, да. Не се добива антибиотик така како што нели кај другиве нас во некои работи што аптеки ствараат може. зависност, се даваат лесно. Да, нели кај нас може човек да земе антибиотики без рецепта во некои од апотеките. Таму тоа не е можно, меѓутоа пак докторите со многу голема леснотија ги препишуваат тие опиоиди и се создаде голема криза на американското општество. Што сакав друго да кажам? Околу тоа истовремено пак и антибиотиците кои што се даваат обе ручке низ светот создаваат проблем со бактериите, нели, кои што веќе стануваат отпорни и резистентни на се повеќе и повеќе антибиотици. И прашање на време ако тие пракси продолжат до која ќе се развие таа супербактерија кој што ќе биде отпорна на сите. Затоа има толку многу бактерии сега што не може никако да ги излечат од нешто што било најнормално. Да. Сега децата во градинките 3 месеци се болни баш од тие антибиотици што се даваат цело време. Бидејќи никој не сака да си ја иседи на стинката. Да полежиш, вика да отспиеш. Така, туку на антибиотик. Сега таму е секако и финансискиот притисок. Пошто не секој може да си дозволи да одседи и таму и кај нас да си одседи на настинка 2-3 недели. Кај нас мислам дека повеќе разбирање по Европа отколку во Америка, кај што жени ќе се породат и за 3 недели работат, што секако во ниеден свет и век не може да биде нормално да ти само што се породиш трчаш да одиш на работа. Кога чекав тогаш во ходникот на нивното ER, како ли да ги викат, emergency room, како соба за итни случаи, каде што се чека со сати. И ако е навистина итен случај, ќе отиде човекот. Што јас исплашив луѓе што гледа во каква состојба се, зашто нели ако те боли Кога забот. бев да ми го видат забот, имаше човек до мене кој што беше пред мене. Јас завршив, него уште доктор не го прегледа, значи повеќе чекал од мене кога ќе пресметаме, а тој нешто сечал дома дрва или нешто работел и си отсекол 2 прста. И чекаше. И тоа не беше итно од забот што не се гледа дека те боли, не дека не е важно, нели? Да, меѓутоа тој беше во многу положна состојба од мојата. Ние чекавме многу и имаше баш така секакви луѓе. И јас кога влегав во тоа сопчето, нели, први да ти измерат килажа, што не знам притисок мерат исто често. Се и си седна во сопчето, дојде една, веројатно сестра беше, дојде еден доктор, што виде дека ми е забот, иако кажав дека ме боли забот, за да дое втор доктор. И тогаш си реков, не знаеш колку сакам сега ова да беше кај нас болница, државна, румунска. И ќе си поминев сигурно подобро. Ќе се развикав или нешто ќе ме прими и тоа беше прв пат кога си рекав, па знаеш бе, не сме ние лоши толку за се. Да. Или можеби не сме навикнати, ама со тоа здравствено што јас таму го имав, тој третман ќе го добиеш. Јасно. Веројатно во приватните болници кај што има некој поубав здравствени повеќе пари, не чека 5 сати со прстите пресечени 2. Не сум бил, не знам. После не за цвекло ќе немаш за ништо. Ти сам ќе си го очистиш вецето, ќе речеш нека те одбите таму од пари. Ние бевме пред 5 години, велат сега сите што ги познам таму дека е многу поскапено. Може ли еден студент да си дозволи луксус надвор од факултетот, да искача, да троши пари, бидејќи вела дека е премногу се поскапено, особено после пандемијата. Високи се цените во споредба со македонскиот стандард, тоа е очекувано и нормално, меѓутоа и луѓе што живеат таму и мои роднини кажуваат дека да, по пандемијата има огромен ценовен шок, кој што е перзистентен, кој што остана. Пандемијата заврши, како и кај нас цените останаа високи. Јас работам на факултетот, имам работи додека ми трае студирањето и всушност така на се тој начин, покриваш. па да, можам да си дозволам и да излегувам често, меѓутоа ужасни се цените, тоа е. Од тоа нема криење. Мислам дека ние кога бевме пред 5 години, дури во поголемите градови, ајде студентскиот град е поевтин, ама дури Не, Бостон е еден од најскапите градови во Америка, без разлика. Дури во поголемите градови, например, бевме во Атланта, во DC, па можевме да седнеме да си спиеме пијачка, вечер да одиш на вечера, утра си купиш нешто алишта, пошто сите македонци кои ќе отидат таму од Роси, од Маршал скупуваат. Во Масачусетс нема данок на храна, ДДВ, и нема данок на облека.
Тоа е многу интересна Донесе мерка. дома Поклони. куфери и поклони. Бидејќи ние се вративме со еден купалишта затоа што беа пресмешни цените на лиштот. Таму попустите се вистински. Се попусти. Не се качуваат цени, не одеа Каде претходно што да се луѓе што симе. ме викаа мене што се жалите вие новинарите дека немате пари, викам лички ова е 5 евра од Росо Америка, не чинат таму Томи Хилфигер мајците како у Скопје 250 евра. Томи Хилфигер е всушност некој најефтиниот амерички Што мене ми е бренд. многу чудно. А кај нас е важи за попрестижен, да кажам. Не знам, таква перцепција може створена во Келвин јавноста. Клайн е поевтин Томи Хилфигер. Да. Јас од тоа што видов кога бев таму. И не сум забележал американската елита толку да го носи. А кај нас е тука, затоа мене ми кажа луѓе, доста викам луѓе минува за без пари. Затоа велам, елитата не го носи, тоа е интересен. Па да, затоа што се Интересна наоѓа во дискрепанца. оние Macy's, Marshalls. Имате своји продавници. Да. Веќе се е па и онлайн. Да, од Направено. пандемијата убаво е Да. сите што све дигитализи. Те молам За облека ми е тешко Чекај, тоа. те молам за интернетот. Јас сум бумер по тие аспекти. Сакаш да одиш да си чепнеш да си материјалче? пробам, да си видам. Исто е јас, да ние сме навикнати на Додека тоа. се гледа цената, проверам што материјал е. Тоа е еден добар Па на изговор каса во може би ќе продавница. биде и поевтино. Се шал. Што викаш, да, бе, добро, чим немате од Материјал бојава. проверам. Или бојата. Меѓутоа памукот е подобар од се. Јас, значи, бев од 2009, од 19 и јас сум зачудена како веројатно ќе треба физички да ги скинам алиштата и работите од таму, за да прекинам да ги носам. Зашто е чудно како може да се толку поквалитетни од Европа. Зборам за се што имам купено. Пешкири, долен веш, мајци, панталони, што сега ти брзо имаш отидено, ма се што имаш купено таму, ќе го носиш 15 години, као не може црвена и црна боја да не бледеат. Толку е се квалитетно, си го купил. Значи тука на пазарче не се ефтини толку работите. Да. Што не знам колку е тоа исплатливо, па некои луѓе кажуваат Дроса кога го купиш било пред 3 сезони, вика ми е гајле. Дали што е класично. Морам да те прашам за интернетот. Нели ние мислиме дека во Америка нели Илон Маск си пробува што си работи со нас, со Starlink, дека кузни што е во Америка. Ама таму нема никаде интернет. Ти беше ли тебе тоа чудно колку е лоша покриеноста на интернетот, а во Америка ние сликата во нашите глави за Америка е дека е многу посовршено. Во Македонија има подобар интернет од Америка. Во Бостон го немам толку почувствувано, меѓутоа некако е нашиот универзитетски wireless направен да биде Мора да една функционира. мрежа за цел за цел универзитет и се случува во некој од зградите, во некоја просторија, во не знам, во еден ќош од собата да всушност да нема. Да. Меѓутоа да, не знам, не чувствувам некоја огромна разлика од поглед на брзината. Од тој интернет што го имам дома или во Скопје и тој таму. Да, бидејќи ама Не знам, не ми е... генерално гледано, тоа и го читав од кога бев таму, ме интересираше. Значи сега не зборам во хотел кај што си седел на факултет, туку општо на пат кога ќе излезеш. Или Wi-Fi кога ти треба од негде слободно да превземеш. слободно Wi-Fi нема. Слободно Wi-Fi нема, дека тоа да. во таа смисла е Или во понепокриен. кафичите, во рестораните не би имало. Дека кај да сме оделе, треба да се вративме до факултетот за да нешто објавиш или да се чуеш дома. Тука си во право. Ама немаше нигде што нели Или пак има некои места веројатно да поминат поевтино со сметките, говорам пред се нели угостителски места, кафулиња, ресторани. Да, веројатно што на било тоа заштедуваат. и немаат wireless и прашувам за пацор, немаат велате толку. Добро, са видеони на персоналот штедат каде што таму келнери и шанкери живеат од типс, а не од плата. Што е реално многу лошо за муштеријата, бидејќи се прави еден нереален притисок и нели сега бидејќи се плаќа електронски или преку картичка или преку преку телефон дури, и таму нудат како понудени опции за колку за сакаш да бакшишот. оставиш. И всушност таму не се како кај нас, не знам, 7-80%, туку се 15-18%. 20, 22 и слично. Ма што може да се реши само да им се даде на вработените нормални плати, па ти на лична Или волја да да, оставиш да. колку сакаш. Да. Не треба да биде така или нели да стават како го велат тоа сервис фи Да, па во скорано самата фискална става. сметка
И така не се чувствува тоа, меѓутоа сметам дека е нереално некој да очекува бакшиш од 20% или од 25%, тоа е. А си отишол Петина- на примерено кафе си пиел. Тоа е петина и четвртина од сметката на вестина, не е реално. А исто тоа е интересно што па и некако и не се ни обидуваат да го заслужат тој бакшиш. Туку тоа само е се сменето. очекува. Не ти висат на глава 100 пати да те праша дали беше се добро, дали ви треба уште нешто. Бидејќи мене тоа ми беше чудно. Не доаѓа така, меѓутоа пак човек не чувствува дека некако посебно се Или трудат дека тоа околу што ти го неговата послужи леку неколку повкусно или Да, подобро да. спремено или интересно ми е за да ова да направат зборуваме нешто. затоа Многу ми беше смешно, Мгм. например, имаше питачи просијаци по главната улица и всушност нели кај нас молат, викаат, благословуваат, нешто прават, а овие всушност се седат на телефон, на некој најнов iPhone, на поубав Facebook, телефонот си твојот. пишуваат, да, и вака седат, не ги ни погледнуваат, луѓето споминуваат полиција, туку седнал, ставил такво канче и чека. Тоа беше интересно. Мене и тоа ми беше А исто нема, бројот на многу бездомници. бидејќи е работата како вредност изразена, трудолюбивоста е изразена како вредност, таму што секој треба да ја има, всушност малку е проблематично бидејќи на сиротиве луѓе име повеќето мислам дека сметаат дека е нивна вина зашто се сиромашни или Зашто бездомници. И се завршиле на обвинети улица? поради тоа и нема некаква, не знам, не се разбива некаква жал или Емпатија, сочувство, солидарност. па да се дадат неколку долари за тој човек. Па и не само тоа, еве, Европа во принцип повеќето држави се нели социјални, да кажеме. Да. Нема Тоа никак. за тоа да не говориме. Јас во Атланта многу ми беше страв кога бив многу првин среќна дека во даунтаун сме сместени па во Хилтон, викам, леле што убаво ја у центар на град, сиене од другата страна на паркот. Центарот на град на американски град и центарот Значи, на јас европски многу град ми не беше- се мене ми не беше се иста многу работа. страв. Значи, вистина кажам дека бев загрижена за мојата безбедност кога пешачев дури и половина километар, затоа што гледав шатори со бездомници во парк, каде што не сакам да осудувам луѓе, не велам дека е нивна вина што се таму, но вина е на системот на луѓе што им треба и психијатриска помош и да се лечат од зависност, што имало случаи кај што они имаат и пиштоли, може Имам некој да те посведочено еден дечко повреди. поминуваше со тротинет и бездомник рипна и буквално го бутна од тротинетот на земја. Ничем изазван. Не ги обвинувам луѓето што се на улица, некој треба да им помогне. Јасно. Бидејќи мене ми имаше следено таму бездомник што веројатно беше под дејство на дроги, бидејќи видливо се гледаше дека не е добар, дека е зависник, ме следеше многу време, некои 10-15 минути, нели таму пешки не можеш да одиш, се е далеку, ама ме следеше многу време до моето влегување во Walmart. И не се чувствуваш безбедно, нема врска дали си маж или жена. Црквените организации тоа го имам забележано прават Дека повеќе прават. од државата да помогнат на бездомниците. А таму па има и многу цркви. Од различни да. деноминации, и од различни, од различни видови и стварно повеќето се трудат да помогнат и организираат народни кујни, преноќувалишта, кога ќе дојде зима, ги отвараат црквите таму да преспијат и слично. Меѓутоа сепак е тоа некаква краткорочна помош, а И е проблемот мала за расте. тоа колку има потреба. Со тоа што и Масачусетс е релативно студена држава, па луѓе нема толку многу бездомници бидејќи е ладно на улица, а сончеви како снегови. Калифорнија имаат голем проблем со тоа бидејќи времето е пријатно и И ваму расте ни ваму во Бостон или мислам од тој цел предел има зими онакви кај што ќе тешки. прочиташ на вести со снегови се затрупано 3 дена не функционира, не знам те фати нешто такво. Не многу. Искрено не. Јас па си го сакам студеното, ладното и И Не како ми се пречи. снаоѓаш по ова топло сега, ти како да не си у Македонија роден. топлото кај нас е полесно, бидејќи Веќе не е влажна. Не е влажно, не сме на море. Тоест на океан, во случајот на Бостон, влагата таму е убиствена. Да, дури на Во мала топ. температура. Да. Јас во Атланта Човек ќе не се ни цркнев. облекол, веќе е испотен.
Да, излегуваше лепеш, таму колешка исто од Црна Гора, што е астматичар, имаше многу проблеми, баш поради не сме навикнати. Да. Са друго е на Јадранско море да живееш, друго е таму, тоа стварно не се дише. Да. Атланта е појужно од нас тоа. Да, дури полошо е доста таму. По појужно. многу основи е полошо, климава е една од работите. Фативме, мислам дека доволни од Хардвард, те прашувам за овие работи, бидејќи колку и да се чини да е лесно и колку и да ние мислиме од интернет дека знаеме, многу голем чекор на 18 години, комплетно си го имаш ти сменето животот. Значи не е јас што викам, не е Европа, па над Словенија, во која земја и да одиш, ги има истите катедрали, истите музеи, истите кафичи, визерлета, и се е исто, и истите луѓе. Секој ќе отидеш во Америка, тоа е сосема друг свет, не е Холивуд, не се филмовите, не трча Кири Бредшо со фустанчето или бизнисмени се шет. Мислам дека сите имаме погрешна слика, не зборам дали е таму во било кој дел од Америка подобро или полошо тоа што сме имале во глава, И се разликува од многу држава до држава. Да, ама е многу различно искуство, што мислам дека секој треба во животот некојаш да отиде на друг континент. Јасно. Сосема различно е. Јасно. И да направи некаква споредба. Кои работи се подобри, кои работи се полоши. Нема потреба ниту некого да величаме до непотребна мера или да се величаме самите себе, а некој друг да кудиме и да напаѓаме, но мислам дека треба да се стремиме кон објективноста и факт е дека за многу работи се подобри. Велам, не за џабе успеале да станат светска сила. Трудолюбивоста е големо и работната дисциплина е навистина присутна, многу повеќе од нашата култура. Најблиски ми се со германци, до точност, до се искланирано на минута, никој не доцни. Љубов, тоа е до мене понекогаш ми наликува механички, меѓутоа повторно кога гледаме од аспект на државата, многу е подобро кога твојот народ сака да работи отколку да не сака. Добро, не сме навикнати ние. Патриотизмот е многу присутен дури во сина држава како Масачусетс. Љубовта кон земјата што понекогаш ги попречува да видат објективно некои работи. Меѓутоа и тоа е позитивно за градењето на таа нација. А од друга страна, пак велам, треба да научиме некои работи од нив. Особено трудолюбивоста и улогата што приватниот сектор ја има во самото општествено живење. Нели, не секогаш кај нас па некако цело време се очекува нешто државата да ни даде, да помогне. Не може филм да се сними без... А ние ништо да не вратиме. Да, не може филм да се сними без државна помош. Фирмите бараат финансиска помош од државата. Се треба да оди преку неа. Тука, например, приватниот сектор е доста силен. И не само тоа, нели, прават не веќе милионски депласирано се каже, прават профити што изнесуваат милиарди, билиони и билиарди и слично, но дело тоа навистина завршува што филантропија, што во културни институции, помагање на универзитети, донации, па дури и тие бизнисмени, нели, од политички убедувања, од верска припадност, од етничка припадност, па донираат пари да помогнат на таквите организации, на нивната култура, на културните друштва и на слично, на земјата од кај што дошле, на диаспората, на што било, и таа активност на приватниот сектор доста и помага на државата. Најдобрите универзитети таму се всушност приватни, нели? Харвард е приватен универзитет. Мислам дека не е скори да не постои нешто што е јасно само државно. Ни затворите не се само државни во Америка веќе. Да. Многу време. Има, например, овој калифорнискиот систем на универзитети, нели, каде што се. Ама се многу помалку, се јавно приватно да. партнерство, како и да се вика кај нас. Тоа мислам дека помага исто на државата. Да, затоа не можам да сватам зошто сите бараат по секоја цена поинаку да бидат даночени бизнисите во Америка, бидејќи ај сега ќе ме поправиш повеќе, знаеш, бидејќи и таму си некое време, па мислам дека и кај тебе беше во никогаш не можам да ја кажам државата, дома ме заебава, Масачусетс.
Извини, може тебе ти е полесно, мене не ми е лесно, да кажам, секогаш 10 пати ја грешам. Мислам дека беше таму каде што проба самата држава да ги оданочи, не е тоа ни прогресивен данок, но некој обид за поголем данок да даваат бизнисмените и имаше еден голем бран на иселување на луѓето и државата е сега во огромна загуба. Баш ке проверам, ама мислам дека беше таму. Ова се случува сега годинава. Може и да не беше таму, ама мислам дека беше таму и каде што дури во првата половина од годината државата бележи многу голема загуба. Не сум економист, меѓутоа еве некое мое аматерско мислење и ведување е дека даночниот систем најважно е да биде едноставен. Бидејќи се случува нели на хартија и со земјите што имаат прогресивен данок да има стапка од 50-60% за тие што прават над милиони и милиарди, меѓутоа со нели овде имаат некаква дедукција, овде имаат намалување, ова не се даночи, ваквиот приход не се даночи. Не е тоа баш едноставно. Донација не се даночи, вака така и се создава еден лавиринт и всушност ефективната стапка знае да биде многу помало од тоа што го плаќа обичниот човек, и тоа е реално проблем. Од друга страна пак ако некој е успешен и прави пари, нели не наследени туку од работа, бидејќи има сега еден интересен тренд каде што американската аристократија, американската висока класа работи. Не е како во Европа или како што било порано, нели земјопоседниците имаат земја, ја даваат под кирија или влечат тоа е приходи. уште така дури во Македонија. И всушност се лежерни и не работат, туку американската елита е образована и работи двајцата и мажот и жената во семејството или двајцата партнери што било. Сакав да кажам, не е фер таквите луѓе кои што се образувале и се успешни државата да им зема повеќе од половина од приходот или повеќе од 40% од приходот, што е случај во некои европски земји со прогресивните даноци. Ако некој мене ме праша, треба целосно да се реформира даночниот систем, значи законот за даноци, тој законник да биде една страница и што е можно пократок. Да, зашто се И едноставен. И никогаш до крај ништо не И разбрав едноставен. како ги рачунаат. Да, едноставен и секој да си го даде да биде едноставен, меѓутоа да биде и фер. Да не плаќа милиардерот помалку од сиромашниот. Не особено каде што и ти ова го спомена, дел од нив и многу донираат, многу враќаат во самата држава, многу вработени имаат. Ако ти имаш фирма што вработува не знам колку луѓе, меѓутоа тие вработени работат за плата. Така, и тој што ги ти на тој начин придонесуваш. Да, меѓутоа тој што ги вработил тие луѓе па ги добива профитите. Да, ама пак не ги вработил, да. Не ги вработил од да, на лепо ама очи. пак на некој начин помагаш и за намалување на стапка на невработеност. Сега тоа во Америка, стапка на невработеност, не знам ни како е, ни што и колку во која земја, ама па и страшното е што не знам кај нив ни дали имаат ни веќе средна класа или сите се upper middle class или се многу сиромашни. Има. Мислам дека веќе се губи таа upper middle class и middle class. Таквата нееднаквост се забележува секаде. Исто како па сега и во Македонија е тоа, немаме веќе ние ако негде стасавме до некој изедначување па да има средна класа, со средната класа иде на сиромаштија има ултра богати луѓе. Томас Пикетти мислам дека тоа го вели поларизација на нееднаквоста. Всушност нели или не може човек да скрпи крај со крај или не знае колку пари во има. системи кој Америка завршува на улица за така жал. се раслојува, да. Или нели во Калифорнија ќе спие некој во оние шаторите и покрај него ќе помине најнова Тесла, некој што ова куди сакав да колку да пари кажам, има. го заборавив кога бев во Вашингтон, реков да видам зградата на Стейт департманот и некако се обидов да пристапам до неа од Џорџ Вашингтон универзитетот таму, бидејќи беше многу блиску и на 10 метра од таа зграда имаше бездомнички камп со шатори. Таму има сега бездомнички камп? Да. Имаше 4-5 шатори. Јас кога До самата зграда на нивното Министерство за надворешни работи. Сите зборуваат дека исто и работите се и во DC влошени, има многу луѓе на улица. И нели за некој да отида дипломат или од светов, ако отиде ќе прегази бездомни луѓе. Што да, ма мислам дека таа поларизација е секаде за све, не само во Америка и не само за кој колку пари има, туку и за ставови. Пандемијата тоа го продлабочи. Да. Имаше доста светски мислители кои
кои што мислеа дека со пандемијата, кога негде сите очекуваат државата да даде ваучер за да се преживее, бидејќи работните места беа затворени сето тоа, кажаа дека е крајот на Вашингтонскиот консензус кој што го воспоставуваат Тачер и Реган и дека нели крај на капитализмот или барем на овој економски либерализам, на неолиберализмот. Всушност јас реков во еден мој напис за Республика, кажав дека напротив ќе биде многу позаселено тоа. Економскиот либерализам. И мислам дека и така веќе ја гледаме лекцијата дека е така. Всушност тоа беше само некаков прекин. Не беше некаква, како да кажам, некаков предизвик на тие вредности, туку едноставно државата реши да ги затвори фирмите, да го да стави една да кликне копче пауза на животот, си го сноси трошокот поради тоа, како заврши тоа, се вративме на старата нормала. Да, и сега И всушност е засилена. И проблемот е што не е тоа само на економски план, гледаме со ставови и многу други, нели, по однос на човекови права, по политички убедувања, нема ништо веќе на средина, нема ништо малце полево, подесно, туку се страшни екстреми, каде што мислам дека сите, една другарка викаше, имам впечаток дека живееме на две хемисфери, дека нема ништо помеѓу. Таму причините за тоа се и економски, но мислам, не само таму, мислам дека тоа е расширено. Не, таму мислам на проблемот, не географски туку за тој проблем на политичката поларизација, но мислам дека и културата на некој начин игра улога во тоа. Јас го нарекувам би дошло културизација на политиката, односно што се случува е барем кај помладиве луѓе тоа што го гледам и преку социјалните мрежи се прават јунгови архетипи малтене, каде што нели како се облекуваш, каква музика слушаш, кои глумци ги сакаш, кои серии ги гледаш, каква облека носиш, каква храна јадеш, тоа ти го определува и политичкиот идентитет. Нешто што е многу стереотипно. И ти си припадник на тоа племе и толку. И не може да има нијанси, премостувања и нијанси. Не знам, ако човек е конзервативец во Америка, мора да јаде говецко. Или барем така младите луѓе го гледаат тоа. Како да изгледа? Имаше сега слика, што мене не ми се свиѓаше на New York Times, мислам на New York Times беше во право сум, каде што имаше дали конзервативната жена е добро, се на македонски. Мислам дека го видов кај тебе. На македонски не знам дали е тоа правилен. Да, дали е се во ред со конзервативната жена, така би бил преводот. Дали е нормална? Да не биде. Дали е нормална да не преведувам буквално. Имаше баш стереотипот за жена што би била десничарка. Имаше едната половина жена со црна коса и што држи некој автомат, нели они се познати. И таа партеничката, конгресменката нивна што се дере. И другата жена имаше со плава коса, она плава стереотипна коса за американка. Таа е всушност конгресменка, го видов кај тебе. Со Стенли, оние, како да си каже марката на големи шишиња за пиење вода, Стенли Cups или како и да се вика, што се многу популарни, се и у Македонија ги донесоа и не знаеш колку чинат скапо. И баш се одвестува со ова ти што го кажуваш дека се креираат стереотипи. Архетипи, буквално, образец, темплейт. Ако си ти либерален таму или левичар, не знам што имаш таква коса, си веган, не знам, не пиеш кафе со млеко, не прешувај, е тоа многу интересен феномен. И влијае преку социјалните мрежи. Што веројатно ти како некој што се насочува кон историја, барем во овој момент некогаш ќе го проучуваш како јас мислам дека е феномен бидејќи нема нијанси помеѓу. Само прашање е каде ќе оди. У која конотација ќе го проучуваш, што ќе донесе? Во која насока се движи? Па тоа ти викам како зашто проучувањето на страна ќе треба тоа да го живееме. Да, ќе биде многу пострашно. Па тоа ти викам во која конотација ќе биде проучувањето, дали ќе го проучуваш и ќе го збориме за 50 години дека таквата поларизација донела до војна или до нешто, ја се надевам дека нема тоа да го дочекаме нашава генерација после толку мирни години да дочекаме пак некоја голема војна светска, но мене ми е страшно све што се случува. Све фативме, баш као кафе да завршивме на позитивно. Завршивме на позитивно, да.
Сега Пазете се. вака, кога сме веќе кај стереотипи и кај патерни, има ли нешто што не те прашавме, а сакаше да кажеш? Нели на емисија забавна која ќе те праша, дали нешто испуштивме да се пофалиш да кажеш во овие скоро 2 часа? 2 часа? Зарем Да. има? Што би кажал? Не, да не станам досаден, многу пати го повторив тоа, меѓутоа сум да учиме од секаде каде што можеме и од секого. И тоа ми е една крилатица моја и ја препорачувам на сите како кредо. Може тоа да биде нели и од алтруистички причини или од нешто на едно продуховено и повисоко ниво, каде што учиме за да доставиме повеќе, истражуваме поради тоа што не интересира, меѓутоа малте ако сакаме да допремиме до сите, може да биде и себично. Учам од другиот за да станам јас подобар или да добијам нешто или да го совладам другиот ако го сметам за непријател, меѓутоа треба да учиме од сите можни извори, а верувам дека имаме многу да научиме и од американската култура, која што е различна од нашата, е поинаква, Што е нормално. меѓутоа не значи дека е погрешна. Од друга страна пак, нашата економска ситуација или тешката историја или хаосот што ни владее во државата изминатите 3 децени и кусур, пак не значи дека ние сме априори или генетски наследуваме некаква инфериорност или дека треба да се срамиме од тоа. Туку напротив, само објективно да ги гледаме работите и да ги признаеме нашите слабости, меѓутоа да се гордееме со нашите силни страни. И да се поправат и да стремиме да да. се поправат некои работи во држава за ваква шанса како тебе. Зошто да немаме секоја година, не мора да се повеќе по еден студент што ќе може да отиде на Хардвард. Меѓутоа важно е тие што ќе отидат да се вратат и да се вратат у смисла кај ќе живеат оставаме на нив, меѓутоа да не ја заборават својата татковина и да помогнат на неа. Да, зашто кај нас секој што многу трагично се сваќа. Ти ли си отиде и ти ли ќе се селиш. Ама Значи- до тоа се доведовме и тоа е вистина. Нема и од друга страна, зошто па тоа да се сваќа како неуспех? Ти сега се исели, можеби сега во моментов ти си во Америка за ќе се вратиш тука ќе ти се пружи некоја шанса, ќе одиш ќе живееш во Јапонија 2-3 години, значи Да. светот сега нас не дозволува за 20 евра да се качиме во авиони да отидеме некаде, замисли колку сме привилегирани. Точно. Економистите тоа го велат смртта на растојанието, смртта на дистанцата, смртта на Колку е далечината. убаво, значи само Depth of нашите distance. родители ја немале таа привилегија до скоро. Атлантикот стана едно езерце, што луѓе го преминуваат секој ден. За во Европа да не збориме, се качуваш до Германија, идеш за 15 евро, 20, ако начекаш во Италија, ќе се сликаш до Колосеумот за карта што чинела 2000 дарки. Меѓутоа тоа треба да се искористи пред се за тука и јас ќе апелирам да не се заборава тој момент. Бидејќи да, индивидуално добиваме, искусуваме, гледаме, меѓутоа повторно тоа искуство мора да се употреби Да, па и за затоа нешто е убаво што поголемо, имаме. а не да остане тука запустено и А жално. не, затоа треба да има повеќе можности. Луѓето не мора не мора само да е студирањето, и да патуваат и да шетаат. За да одат се на разбие конференции. идеализираната слика. Да, за да се разбере Дали за дека таму нив леле или нас- за Македонија? Дебре, ова само кај нас го има, само не е таму. Оди да видиш дали не е таму. Нели, дека не е кај нас најлошо. Не е ни најдобро, ама не е ни најлошо, зашто ќе отидеш во една Германија и во 9 часот ќе ти се присака нешто И е да затворено. купиш и нема нешто е затворено, немаш пари да извадиш од банкомат. Што нас ни е тоа незамисливо тука во Македонија, каде што банкоматите се надвор. Може би глупе примеров, ама никаде нема совршен систем. Јасно. И затоа е убаво да имаме повеќе можности како млади луѓе да шетаме и да истражуваме, за да не збориме само дека ние сме најзагреота, ние сме глупави, ние не чиниме, мене тој И мајндсет да не не ми се се фокусираме само на тоа како живеат луѓето од највисоките општествени слоеви во тие туку и да се држави, прошетаме. туку да видиме како живее сиромаштијата. Да, бидејќи кај нас има луѓе од ранливи категории многу, како што има во секоја држава, но ти кога доаѓаше нели наваму, беше со автомобил, не знам колку бездомници виде. Во Македонија не дека нема луѓе што живеат на улица,
Јас би сакала да може на секој од нив да им се помогне. Како Но таков кров над глава е кров над глава. Да, бидејќи ние уште го имаме моментот на заедница. Јас како другар, некој ќе ти позајми пари од дома, ќе те подпомогнат. Пак, нели, има и убави работи на Балканот. Солидарност. Да, така сме навикнати. Фала ти многу. Ќе се видиме секако пак дури на подкастов, кога ќе дипломираш, кога може би од тамо не знам каде ќе отидеш, макар бил тој подкаст и на Zoom, затоа што јавноста нели тебе те запозна со Средношколскиот сојуз. Пева да им апелирам и на твоите, ајде ќе ги кажам колеги, што сега поранешни, што сега се во сојузот, следните што идат да изберат и една жена за разлика. Имаше кандидатка, не кажувам дека сега кандидатот сите се добри до сега што сте били избрани, ама да видиме последниот начело на следниот Средношколски сојуз жена, мада што морам да признавам сите што сте биле досега почнувајќи со Бленди, сте си ја работеле работата како што треба, иако имало многу луѓе, јас и ти така се запознавме виртуелно првин, што имало многу луѓе што сакаат деца од 16 и 17 години да ги напаѓаат на интернет, да зборат секакви работи. Ти особено беше на мета, бидејќи некој што учи во приватно средно училиште по автоматизам со стипендија да ставиме таа звездичка. Да, со стипендија, што ти мислам дека онака требаше да се правдаш секаде дека си со стипендија, бидејќи види дури да не си бил, зошто треба на некој што имало летен и еве да претпоставиме дека неговите родители ја плаќаат, а не со стипендија, како може да мразиме дете што оди, што учи, прави нешто за државата? Не можам тој момент да го сватам. И законот ги третира и учениците од државните училишта и од приватните училишта исто, бидејќи имаат и статус на редовен ученик, меѓутоа знаеа да немаат исти права. Последната работа што направив како председател, бидејќи чекавме 2 години да се смени еден член во законот, ниту еден од пратениците не најде доволно време тоа да го направи, 2 години од мојот мандат, иако законската промена, тој амандман беше напишан од моја страна и од страна на Сојузот, доставивме иницијатива до Уставниот суд. Ја доставив од моје лично име, беше доставена на почеток на јуни, почеток на декември судот донесе одлука дека се укинува тој и тој член, односно правото на бесплатен јавен превоз сега го имаат сите средношколци. Да, тоа беше последното, се сеќавам. Меѓутоа, моментално има расправија меѓу град Скопје, општините, Министерството за образование, Министерството за финансии, кој треба тие средства да ги обезбеди. И овие ученици тоа право не го остваруваат се уште, ефективно кога говориме на терен, иако го имаат според закон. Македонија има 72.000 средношколци, од кои што само 2.000 се во средните училишта. Ако видиме колку се во Скопје, мислам дека се околу... Бориш за во приватни, така 2.000 од се само. Од 72.000, 70 се државни, 2.000 се приватни. Од тие во Скопје се па нешто повеќе од половината, значи 1.000 луѓе. И од тие а не сите од тие користат автобус. Само треба да им се подготват картичките. Така што трошокот не е голем, меѓутоа не се, тоа така остана и се согласувам со тебе дека ни треба жена председателка на Сојузот, односно девојче, нели? Првата средношколска председателка. Низ историите на средношколските организации во Македонија имаше. Да. Има веќе жена во нашиот сојуз, моменталниот нема, меѓутоа верувам дека ќе има и да завршиме, нели, бидејќи правевме цело време компарации меѓу Америка и Македонија. Има политички научници имаат развиено една теза дека жените потешко поминуваат на председателски избори ако тие се директни, односно ако се непосредни. Ако сите граѓани гласаат за тој председател, а велат многу полесно поминуваат и стануваат дали премиерки, дали председателки, ако изборот нивен е непосреден, односно ако гласа најчесто парламентот е тој што гласа. И слушно затоа нели се верува дека жена во Америка никогаш не може да биде избрана за председателка и нели напредниот запад и ние тука како ориентот на Европа
не само што имаме жена председателка, туку професорката Сијановска има добиено најголем број на гласови во историјата на македонската демократија, ако го гледаме 21. век. Од неа повеќе гласови имаат само председателот Трајковски 99-та и председателот Глигоров на изборите 94-та, каде што имаше преку 700.000 гласови. Добро, види кај нас Сијановска има најмногу во 21. век. Што значи дека моментот да се избере жена ние одамна поминат. Да. Бидејќи сме го направиле. Па за ова другото ќе изберат и средношколци, верувам. Не, гледаш интересен момент. Средношколците влегоа во Европската унија на средношколци пред Да. државата, меѓутоа за другите процеси се малку поспори. Да, ма види интересен момент е тоа што на луѓе на посредни избори не би изгласале жена. Многу интересен момент е тоа. Не знам За зошто кај нас? Не за кај нас, за во Америка што кажуваш, На веројатно непосредните? на непосредните не ми беше се зачудив ова што ми го кажа. Не, зошто? има таква хипотеза. Ме интересира, баш ме интересира зошто би било тоа така. Па делумно и американскиот председател е доста помакен од нашиот како функција, нели? Е шеф на држава и е шеф на влада, односно споени се функциите председател и премиер. Да. Нашиот председател има помала моќ, можеби тоа игра улога, но премиерот па во Британија нели не е шеф на држава, шеф на влада е само. Да, тоа за да ако почнеме во Британија да објаснуваме ќе се изгубат луѓето како функционира. Ама е далеку помакен од кралот. Тоа А да. Британија веќе има 3 жени премиерки избрани. Да. За жал. И тие се на божен посредни избори за премиер, меѓутоа како лидер на партија пак настапуваат на непосредни избори. Значи не ќе да е до моделот. Сигурно не е до моделот, да. Не ќе Фала да ти е до многу. Баш се разборевме. Веројатно ги пратеа темите, Да. слушателите. Се надевам. Ке се видиме пак, баш ми е кеф што дојде, сега заминуваш за кратко во Грција или епизодава која веќе ќе оди, ќе бидеш во Грција, по работа, се надевам ќе имаш време и да си избањаш, да поуживаш малце со семејството и сам со пријатели, со све, да наполниш батерии и да одиш и да го завршиш факултетот во Америка. Фала ти. Ти благодарам многу на поканата. Тоа е.